Почитувани, колку за објаснување на македонската јавност, денес на дневен ред на Собранието е предлог Законот за финансиска стабилност, каде се предвидува формирање на Комитет за финансиска стабилност. Во самиот закон е предвидено дека се формира тој комитет како меѓуинституционално тело одговорно за следење на спроведување на макропрудентната политика во Република Македонија и за координација на активностите при идентификување и следење на системските ризици во одделните сегменти од финансискиот систем, при преземањето макропрудентни мерки и при подготовка и управување со финансиска криза. Целта на овој комитет е да придонесе за постигнување и одржување на финансиската стабилност во земјата. Значи, основна цел на овој комитет е да превенира финансиски кризи со следење на ризици и да предлага мерки. Вака на хартија звучи многу добро. За некој кој што не работел никогаш и не знае финансии, одлично. Меѓутоа, за правник, ајде да видиме. Ајде да ја видиме суштината, бидејќи во Македонија на хартија се звучи добро, но во пракса имплементацијата на законите е проблем, особено кога ресорите ги водат ДУИ или СДСМ. И уште повеќе кога поголем дел од оваа влада и институциите немаат желба да се соочат со реалните проблеми. Почитувани, ваков комитет постоел и во минатото. Многу сличен, да не речам ист, можеби со некаков поразличен назив. Сега за вас и за целата македонска јавност ќе ве вратам само 2 години наназад, со што ќе покажам дека овој закон е само замајување на јавноста и ништо друго, ама со тоа нема ништо да се смени во секојдневието, ниту ќе ја подобри ситуацијата во финансискиот сектор на Република Македонија. Имено, на 19 март 2020 година, преку заедничко соопштение, Народната банка на Република Македонија и Министерството за финансии ја информираа јавноста за следново. Ке цитирам. Народната банка и Министерството за финансии координирано ги следат состојбите во економијата и потенцијалните ризици заради соопштено делување. Денес беше одржана електронска седница на Комитетот за финансиска стабилност, меѓуинституционално тело за следење на состојбите во финансискиот систем, во кој што членуваат представници на двете институции. Со седницата председаваше гувернерката Анита Ангеловска-Бежевска, заедно со министерката за финансии Нина Ангеловска. Значи, имало и тогаш таков некој вид на комитет, и тогаш главните улоги ги имале повторно министерот за финансии и гувернерот на Народната банка на Република Македонија. Понатаму, во соопштението се вели дека представниците на Народната банка и на Министерството за финансии ја разгледаа состојбата во банкарскиот сектор во контекст на актуелните услови од ширење на вирусот COVID-19 и комитетот заклучил дека банкарскиот систем е стабилен. Банките продолжуваат со давање услуги на граѓаните и компаниите и се патентни во своето работење. Информациите од теренот, тие рекле тогаш дека покажуваат дека банките се подготвени да работат и во актуелните вонредни околности и дека ги следат препораките за превенција. На седницата било нагласено дека особено важно во последниот редовен квартален стрес тест спроведен од Народната банка со податоци од 31 декември 2019 година ја потврдува стабилноста на банкарскиот систем и неговата опортуност на симулираните шокови. Да, почитувани, на 19 март овој комитет ја информирал јавноста дека банкарскиот систем е стабилен и дека банките продолжуваат со давање услуги и банките биле прудентни во своето работење. Правеле стрес тест и било се идеално, без никакви проблеми. И замислете само 5 месеци по оваа седница на овој комитет, кој денес со овој закон повторно ќе го формираат, тоест на 12 август 2020 година, гувернерката на Народната банка Анита Ангеловска-Бежевска кажа дека на Евростандард банка и е укината дозволата за работа и ќе биде побарано од надлежниот суд да биде отворен стечај.
На вонредна пресконференција, тогаш гувернерката рекла дека 99,4% од депонентите ќе бидат обештетени за целиот износ што го имале во банката. Значи, само по 5 месеци, кога се тврдело дека се е стабилно, дека финансискиот сектор е идеален, дека банките функционираат безпрекорно, гувернерката излегува мртва ладна и кажува дека се отвара стечај за Евростандард банка и дури тврди дека 99,4% сите ќе бидат обештетени со цел да ја смири македонската јавност. Повторно, како пиар алатка, на 16.10.2020 година, по затварањето на Евростандард банка, Народната банка поднесува и кривични пријави. Во соопштението кое го испраќа, наведено е дека пријавите се поднесени за предизвикување стечај на банката до јавното обвинителство против поранешни одговорни лица на Евростандард банка. Истовремено до јавното обвинителство Народната банка предложила и превземање мерки кои се во насока на натамошна заштита на интересите на доверителите. Од надлежните институции нема подетални информации против колку поранешни одговорни лица од Евростандард банка е поднесена кривична пријава за предизвикување стечај. Каде е тука одговорноста на комитетот, кој само пред неколку месеци констатирал дека се е окей, што би рекол некој и ги довел до заблуда штедачите на Евростандард банка и целокупната македонска јавност. Дека кривичната пријава е само пиар алатка е факт што после 2 години нема завршено истрага, нема за тоа што се кријат правните виновници за пропаѓање на оваа банка. Не еден, 10 комитети, почитувани, да формираме со обвинителство кое што гони само неистомисленици со селективна правда, не може Македонија да оди напред. Затоа, пак ќе кажам, избори и промена на нестручни кадри на сите позиции е за спас на Македонија. Да се навратам на заклучоците на комитетот, кој пред 5 месеци стечајот на Евростандард покажува дека се е розово во банкарскиот сектор. Да подсетам, спротивно на ова, Зоран Заев изјавил дека знаел за проблемите во работењето 1 година претходно. Значи, џабени комитети, кога се молчи за вистината, имало и зошто. Да подсетам дека тогашната министерка за финансии за штедата од 250.000 евра навреме ја извадила од банката. И повторно, обвинителството на чело со Русковска, заедно со антикорупцијската комисија, само по неколку месеци успеа да каже дека министерката Нина Ангеловска е невина. Но не успеа до денес да разоткрие дали за аферата Евростандард банка тешка 200 милиони евра, над 55 милиони евра кредити без покритие се доделени на различни компании, меѓу кои на струмички компании блиски до власта. Јавноста ја интересира кои се тие компании кои што земале пари без покритие или со хипотеки со преценета вредност. Не и објаснени на јавноста за сомнежот дека се делени кредити за недвижнини со нереална и надпроцената вредност со цел да се добијат повеќе пари. Што кажа тие на јавноста дека Нина Ангеловска имала само етичка одговорност? Замислете, повторно во законот, во новиот предлог на закон, во крајните членови стои дека ќе има само некаква етичка одговорност. Но истата немала никаква кривична одговорност со самото тоа што ги повлекла парите. Во Македонија одговараат само оние кои што немаат пари, а за богатите не важи законот. Што значи за граѓаните било каква етичка одговорност? Потребно е да одговорите вие, колеги од власта. Почитувани, ако комитетот се формира само врхучката на власта, да имаат релевантни информации, да не загубат пари, што ќе ни се такви комитети? Ако Зоран Заев изјавил дека нема проблем, односно дека има проблем банката, а во
време единствено министерката ги повлекла парите, а граѓаните ги изгубиле, тогаш и понатаму ваквите комитети ќе служат само за нивните лични интереси. Ви благодарам. Златко